civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Да направиме платформа во која ќе може да нашето искуство во политиката, нашите веќе воспоставени канали со вас, со разни организации домашни, меѓународни, медиумски канали и така натака, да успееме да извадиме на сцената од тој тип на потиснати граѓани, да ги промовираат нивните иновативни идеи. И ја нарековме политичка платформа за промоција на иновативни идеи. Македонски концепт, која им се обраќа на сите граѓани, без разлика на кој идентитет го носат во себе. Етнички, религиозен, политички, небитно. И идеолошки. Идеолошки. Тоа е идеја, иницијатива која не се воздржува да промовира и иновативно решение на кое пример јас се спротивставувам лично. Значи, како личност јас многу често правам компромис со многу активисти и кандидати на листите на македонски концепт за пратеници, кои се на некој начин дел од нив и дури и левичари. Апсолутно се против приватизација на некои сектори, например здравството. Апсолутно се против некои решенија во економијата, прифаќаат прогресивен визави мојата определба, апсолутно определба за низок рамен данок. Но мене не ми смета тоа. Од сите нив да создадеме поинаква понуда, оригинална понуда кон граѓаните и да продадеме политичка култура на толеранција кон различното. Она што го нема во политичките партии. Каде што ако се покажеш на ЦЕО на СДСМ или на ЦК на ВМРО ДПМН со различно мислење, ти си отстрелан и твојата политичка кариера завршила. Ние објавивме еден граѓански манифест кој би сакал Цивил медија да го преземе и да го реобјави, бидејќи многу граѓани сака да го погледнат. Зошто? Бидејќи е оригинален во самото дефинирање на македонската нација, но исто така објавуваме потреба од деидеологизација на македонското општество, бидејќи не сме доволно созреани да се наречам јас десничар, а ти левичар. Се уште тоа не го разбираме есенцијално. И викаме вака: ние европеизацијата ја издигаме на ниво на национална идеологија. Сега на Македонија и предстојат 10 плюс 5 години процес на длабока вистинска европеизација. Откако ќе ја завршиме таа европеизација некаде 2035 година, можеме да ја доживееме македонската младотурска револуција, јас се нарекувам. Тоа е она поделба на леви и десни, реално, она што се случило 908 кога она историско ВМРО се поделило на леви и десни. Тоа е под напливот на младотурската револуција, дали станало модерно да си лев или десен. И нашите војводи сакале да станат модерни и се поделиле на леви и десни, пред тоа не биле поделени. Така да мислам дека македонската, или како да наречам младо-македонска револуција, ќе се случи некаде 2035 година, кога ние есенцијално ќе се поделиме на леви и десни. И ќе се определиме и ќе разбериме што е левица и што е десница. Бидејќи денеска ВМРО ДПМ не е десница, бидејќи колнат и пцујат цел ден на Фејсбук. Тоа не е десница. Тоа не е десница. Навреда кон сите граѓани не е десница. Ширење на еден етношовинизам не е десница.